Домаќинства со вкупни примања од 500 евра имаат можност да аплицираат во Министерството за економија за субвенција за сметките за електрична енергија, а владата го објави моделот со кој ќе им помогне на граѓаните со пониски примања. Како што е очекувано, во вакви прилики, макотрпно, сложено и напорно е да се дојде до државни пари, па макар тие биле и 800 денари. Еве зошто процедурата е исцрпувачка и овој пат па колку човек да има и волја и време да ја спроведе. За вработените најпрво е потребна потврда од работодавецот за висината на исплатената плата или извештај од банка за уплатени пензиски примања од фонд за ПИОМ за висината на исплатената пензија во 2021 година и извод од банка за сите трансакциски сметки за минатата година за подносителот и на членовите на домаќинството. Освен овие документи, треба да се поднесе и потврда од Агенцијата за вработување со која се докажува дека членовите на домаќинството не се вработени. Доколку истите не се вработени, треба потврда од фондот за ПИОМ дека членот на домаќинството не е примател на пензија. Потоа е потребен и доказ за членовите на домаќинството на барателот во фотокопија, лична карта за полнолетни лица, извод од родените за малолетни лица, извод од венчани, потврда за развод или посмртница за член од домаќинството и фотокопија од последната добиена сметка за 2021 година за потрошена електрична енергија во домаќинството. Дополнително, лицата со ниски примања кои живеат сами, доставуваат изјава заверена на нотар со која потврдуваат дека живеат сами и со која се потврдува дека севкупната приложена документација кон барањето е точна и веродостојна. Сето ова граѓаните едноставно ги разочарува и демотивира да ја бараат предвидената помош, бидејќи постои единствен начин, а тоа парите да се уплаќаат на сметка на граѓаните без при тоа да трчаат по документи за сметката, подоцна да им биде намалена. Според текстот на огласот, доделувањето на финансиската поддршка е за лицата со ниски примања, чии редовни месечни примања во домаќинството не го надминуваат нето приходот од 30.000 денари, и тоа за самец до 15.194 денари, домаќинство со 2 члена до 18.000, домаќинство со 3 члена до 21.000, домаќинство со 4 члена до 25.000 и домаќинство со 5 члена и повеќе до 30.000 денари. Планот на владата е 7.500 домаќинства да добијат пониски сметки од колку што трошат поради мерката која што ја воведовме дополнително.